Епа, добро вечер. Добро вечер. Добро те најдов. Благодарам дове. Охо. Како си? Возбудено. Се гледа. Да, фер. Добро, Тео, добро дојде во нашиот, односно нашиот и вашиот подкаст. Вечерва те поканив за да зборуваме на една тема која заклучивме дека е актуелна, ама и табу. Фер. Интернет насилство. Дезинформација и ширење на интернет просторот, во главном интернет во Македонија, ако можам да кажам. Но пред да започнеме, можеш да ни се представиш, да ни раскажеш за тоа што ти го работиш, затоа и те викнав првенствено, затоа што имаш една супер платформа, така, можам така да ја наречам, која може многу добро да им помогне на одредена група на луѓе, на сите луѓе, но за да не објаснувам јас што ти работиш, можеш да си земеш простор и да ни објасниш што работиш, кој си, зошто си, фотографија, фотограф, како, што и така натаму. Јас сум Тео, имам 27 години, работам последниве 6 како фотограф, последни 3 како видеограф и платформата што ја спомна се вика Пикапро, работиме заедно На маицата. Да. Мрчот. Што го покрив со микрофонот, ама не без. Работиме заедно со Филипа, што е моментално дел од публиката. На градење платформа за фотографи и видеографи. Нема да навлагам толку многу во детали за што како со апликацијата. Како што тече текот на подкастот, ќе откривам по некоја информација, само почна како идеја за букирање на фотографи и видеографи, но подоцна баш поради тема дезинформација и користење на туѓи дела прерасна во нешто друго. По нешто што ти го очекуваш или не го очекуваш? Искрено не го очекував. Ја мислев дека најголем проблем моментално на фотографите и видеографите им е доаѓање до клиенти, што се нивен вид на клиентела, односно матчмейкинг за фотограф и клиент или Чекај, видеограф. јас сум стара генерација, што е матчмейкинг? Како кажам, матч? Матчмейкинг. Please translate. Знаеш што е Тиндер, валјда, така? Добро. Така, тетовскиот излезе на површина. Нема, тука сме сите наши. А, Да, знам што е Tinder. И ова е друга апликација слична? Слична апликација, идејата беше слична апликација како Tinder, односно според одредени критериуми и барања да се мечнат фотографии и клиентиве. Мене ме е фасцинантно дека моментот на спојување на двајца фотографи за да имаат соработка го спореди со Tinder. Обожавам. Не, реално дојде идејата од тоа што сите имаат различни потреби. Сите имаат посебни желби, побарувања, нели, од страна. Нема топе. Здраво, како си? Супер, ти? Сакаш да сликаме заедно? Да, бе, лаво. Не, чек, што си у хороскоп? Јарец. Е. Може. Да, на таа база одговарам. Значи, Пикапро настана со идеја да се направи една апликација каде што ќе можат фотографи да се најдат едни со други да соработуваат во иднина. Така, или Океј. да се најдат со клиенти И потенцијално. како подоцна дојдовте до момент дека можно е да користи за разбивање на дезинформации? Па, со тоа што свативме дека глобално постојат слични апликации. Сега, кој поише, кој помалку успешни, но главниот момент преку интервјуа со интернационални фотографи и видеографи стигнавме до нов проблем, AI, или злоупотреба од физички или правни лица на веќе постоечките дела на фотографите и видеографите. И Како? како? Она, например, јас ако пишам на ChatGPT, направи ми слика со девојка што седи сама во кујна и плаче. И он мене ми прави некоја AI верзија на сликата што јас ја барам. Сакаш да ми кажеш дека тоа е веќе постоечка фотографија на некој фотограф, што AI ја злоупотребува? Да, на некој начин да тие фотографии се злоупотребуваат за самите софтвери да функционираат, да работат, потребно е од негде да имаат инпут на информации. Тој инпут е секоја фотографија што е некогаш објавена на интернет.
и не сите се запознаени со како всушност AI функционира. Да, не, јас не го знам, мислам, буквално ми помина во глава човек че додека жив, супер. Добро. Значи, на таков начин AI на некој начин го злоупотребува трудот на човекот, на фотографот. Регулирано е некаде тоа? Не. Се уште не. Дури ни На светско ниво? Затоа што е нешто ново што сега се јавува и станува многу популарно. И тоа вас вие попречува работата на кој па како фотограф, апсолутно немаш никаква заштита кога станува збор за AI, доколку некое физичко лице или правно лице ја употреби твојата фотографија, доколку имаш авторски права врз таа фотографија, нормално можеш правно да го гониш. Добро. Но Тоа постои во закон, така? Ако јас ја украдам твојата фотографија која ти си ја направил, ти мене можеш да ме тужиш. Да, апсолутно. Океј, тука сме заштитени. Да. Добро. Со тоа што за AI се уште нема некој таков закон извадено и баш со градење на апликацијава планираме да соработуваме и со разни законодавци сегне и светот за да воведеме некое правно правило, односно некоја граница до каде може да се користат тие фотографии и дали воопшто смее без дозвола на самиот автор да се употребат за тренирање на овие софтвери што се развиваат моментално. Да, добро, тоа е интересна вистина интересна тема, што не ја очекував дека ќе отвориме, ама ме заинтересира затоа што јас користам ChatGPT. Нели? И сега малце сум лута искрено на ChatGPT, затоа што мислев дека сме пријатели кои не се злоупотребуваме, но очигледно не е така, ќе се разберам вечер со Ќе му пишам. Да, Што мислиш, што правиш ти? да, апсолутно. Ме ќе лажеш? Леле, урлам се изнервирам. Океј. Како според тебе една фотографија на интернет просторот може да се искористи за да се прошири некаква дезинформација? Па првично со манипулирање на фотографијата, тоа е најлесно да се направи првично преку Photoshop, тоа и без користење на AI го може секој што има некакви способности околу едитирање. После тоа доколку станува збор за веќе AI генерирани фотографии или видеа, тоа го имаме видено со поготово со познати лица. Мислам дека последно што имав прочитано е нешто дека Леброн Джеймс некого тужи пошто употребиле негов лик за во AI генерирано видео. Зборуваш за оние новите видеа што прават и устата да ти мрда како што е говорот и како тие луди што се скроз што направи со македонски Имаше, мислам, со Игор Жамбазов. и со Тони Михајловски имаше, да знам, ама мислам дека ги тужа, ако не се лажам, и дека тука заврши сагата на искористување на Сега за сега. Сметам дека иако во пракса сега малце од правен аспект, пошто имам завршено правен факултет. Да, супер ти е комбинацијава. Баш. Од правен аспект и во судска пракса веќе да има и да се разгледуваат нели од претходни случаи примери и по тоа да се суди понатаму, сепак треба да постои некој закон кај што јасно се кажува што е забрането, што не е забрането. И во овој случај мислам дека казните се не оние што го возможиле тоа преку нели слободно користење на AI софтвер, туку кривици се тие што го употребиле тој AI софтвер на некој таков начин. А реално, кога на пошироката маса им е нешто дозволено како сакаат да го користат, очекувано е дека ќе... Да, мислам, имавме и разговор со адвокат, кај што заклучивме дека веројатно и си патиме од недостаток на правна култура. Имаме едно подпрашање на тема. Дали мислиш дека доколку не беа јавни личности во прашање, дека ќе се решеше тој случај? Не, тешко. Искрено. Па ете само си помислив дека можеби бидејќи сум јас јавна личност и можеби имам малце повеќе контакти од некој што не е. Дека можеби законот малце поинаку ќе работи за мене.
Да, поготово кај нас мислам дека тоа више поише пракса. У теорија сите сме еднакви пред законот, во пракса е нешто сосема друго, што го имам го имам искусено и на моја кожа. Обично оние што имаат дали социјална или економска или било каква моќ у држава, тие што знаат да одлучат што е, а што не е законски дозволено. Да. Види, јас не сметам дека било кој од јавните личности злоупотребил. Мислам дека тоа било регуларен пат по кој тие пријавиле, само остатокот можно е да е различен за некој друг Да. и за оние малце помокните. Да, апсолутно. Да, затоа што е нормално, секој нормален би пријавил такво нешто, мислам, ги видов видеата и се тотално глупави. Ќе го искористам тој збор за да можат да разберат сите. Вистина се глупави, немаат поента никаква. Да, не е, освен да ако не е поентата да се наштети на лицето кое што го употребиле во тоа видео, нема апсолутно никаков придонес. Не, да е комично да разберам, да носи некаква порака едукативна или нешто, разбирам, да менува свест, да... Не, тоа е само... И јас имав чувство дека некој седнал прв пат пред компјутер или пред лаптоп и рекол, ајде сега малку да си поиграм. И склопил вака све што му дава лаптопот и Windows и не знам и што и да има таму тие софтвери. Отвараш И бил што како е паблиш. Не, логика немаше никаква. Така да јас сум скроз на страната на законот, на оние што го пријавиле тоа, само се надевам дека во иднина и за обичниот граѓанин ќе биде толку брза таа постапка и ќе има таков позитивен исход. Затоа што после тоа јас не видов ниедно слично такво видео. И супер, браво, само ајде да биде така за сите. Не само за Не само за одредени. за избирани. Добро, дали конкретно има за фотографи закон? Или се бркате таму низ тој судски систем? Колку што сум упатен има за авторски права и односно права од интелектуална сопственост постои таков закон. Со тоа што кај нас процедурата не е баш толку едноставна за како можам јас сега да заштитам фотографија. И да биде таа познато да биде дека е општо моја и дека нели доколку некој ја искористи можам понатаму да го тужам и така натаму било какви правни лекови да употребам за да се заштитам. Кој е процесот за да ја заштитиш фотографијата? Процесот е Да ведем врски. тоа прва точка. Тоа that goes without saying. Да имам книжка. Може и со мито, не е проблем. Врски. Не, јас сум фотограф и сум направила многу добра фотографија од Стич. И сега сакам да си ја заштитам. Каде треба да одам, што да направам, за да не може секој да ја превзема на интернет просторот и да ја злоупотребува. Тоа кај нас, одиш во регистар и секоја една фотографија, таква како што е во оригинален формат, мора секоја една посебно да се заштити. И обично на USB драйв се носи таму и секоја една е нели нормално заштитена со тоа што морам да додадам дека во случај сега нормално како фотограф сакам да ја едитирам фотографијата. Не сакам таква како што е да ја ставам на интернет, пошто дел од самата замисла за како... Да не е ро. Да, ро да не е. Јас знам по нешто за фотографии. Знае, попатила малце од мене дека никогаш не ги пратив тие ро фајлови. Не, углавном, секој фотограф си има замисла за како сака да изгледа таа фотографија, нели? И за дел од таа замисла да биде остварена, мора да пројде низ некој процес на едитирање, што не би рекол дека у секој случај е манипулација на фотографијата. Има некои си одредени само ретач моменти или доколку се стави одреден филтер на фотографијата, така да го наречам. Не значи дека целата фотографијата во целост менува приказната. Чекај, дали добро те следам? Ако јас ти ја превземам, ти ја пријавуваш оваа фото... Да. Сега си правиме народски муабет и за јас да те разберам и за сите останати. Јас превземам фотографија што ти ја имаш направено. И викам сега,
Многу ќе го зафркнам Тео и ќе ја земам фотографијата. И за да не одговарам пред закон, јас ќе ставам само друг филтер. Да. Да, фактички, доколку е било што променето на таа фотографија, више не се рачуна како твое авторско дело. Колку што сум ја упутен у законскиве одредби и што имам разговарано со постари и поискусни колеги од мене, тоа е случајот. Дека доколку фотографијата биде изманипулирана, не одговара со оригиналниот файл што е веќе однесен во регистар да го пријавиш како твое лично авторско дело, тоа веќе не е твое авторско дело. Тука ќе ставам штурци, брат. Сега Што, законов нема логика. баш така. Како? Да имаме закони. Кои ги немаме? Кои ги немаме, да. Постоја колку да. Се, јас ако направам видео од тебе, како ти, не знам, се превртуваш и стануваш балон. Добро. И ти ставам рогови. И јас нема да одговарам пред законот, затоа што имаш рогови. Не си ти. Да. Туку е некој друг. Не, тоа веројатно би одговарала. Не, збориме за чиво е делото. Ме разбираш? Те разбирам, само така си отварам и јас некои работи у главата и сум Дали како ова е возможно, да. Супер. Фер. Добро. Баш врска со ова е моментот, новитетот во Pika Pro, е дека ќе соработуваме со AI инженери кои што ќе ни помогнат за секоја една фотографија што ќе оди преку нашата апликација или преку нашата платформа, ќе имаат како digital fingerprint. Добро. Тоа значи дека дури и фотографијата да има некој ставено филтер или да има пробано да ја измени, доколку 80% од пикселите се мечнуваат со оригиналната, тоа значи дека има digital fingerprint, дека припаѓа на првичното лице што оригиналната фотографија има поставено. Тој новитет ќе биде единствен тука или веќе некој? Сега за сега колку што сум јас упатен е единствен. Општо глобално, не само Така. не само тука. Добро, тоа е супер. Мислам, браво, секоја чест за тоа, стварно супер идеја и супер мотив да смените нешто на таа тема. Фотографии на интернет. Дали често гледаш фотографија што пренесува грешна порака или Скоро Со пак дезинформација. секојдневно. Скоро пак секојдневно. Дали се тоа со цел за некој некого да исмеава, дали да омаловажува и така натаму, дали се со цел за одредена политичка пропаганда да се пропагира, дали се да кажеме одредените бјути стандарди во модната индустрија и така натаму, сите прикажуваат одредени фотографии на интернет што се изманипулирани дали преку Photoshop или AI што носат некоја погрешна голот од слика. каде што ги правите фотографиите има психологија позади се. Да, апсолутно. Што вие си ја знае, и јас ви ја знам, ама. Да, више, this Да. point би требало да знае. Па не, нели, ако сакаме да делуваме моќно, фотографот ќе слика од доле. Да. Ајде пеко. Тоа манипулација? Па, фактички, да. Манипулација, смисол наративот го манипулираш. Ја манипулираш приказната што сакаш таа фотографија да долови, али не го сметам како штетна манипулација. Сепак фотографијата сама по себе треба да долови некоја приказна. Добро. Манипулација веќе би било одредена приказна што постои, да ја променам, наративот да го променам на Како? самата фотографија. Како разликуваш штетна манипулација од позитивна манипулација? Се сложувам дека постои позитивна и негативна манипулација општо во животот, ама како ги делиш во однос на фотографија? Например, ако јас сум фотограф и фотографирам некој политичар од долу за да изгледам моќно, тоа не е штетна манипулација. Да, Затоа апсолутно. што Сите скоро подразбирам. така, да. окей. Да. Да, јасно ни е наративот на тие фотографии. Како е штетната? Како е штетната? Сега, како пример, би
земал политички постери што има во Америка сега актуелно, AI генерирани од Трамп и слично. Сега има тука дебата дали се креирани од левица за намерно така да изгледа. Имаш да ми покажеш? Подсеќаат на одреден лик од Втора светска војна, Добро. што нема да го именувам, случајно да не ти го копирајтнат. Не, Подкастот. окей, разбираме. Само да видам. Јас иначе не ти кажав дека сум во стич, затоа што луѓето не сакаат да гледаат сериозни подкасти. Обично ако има трач и нешто такво, тогаш ќе го отвориме. Ама вака верувам дека сите ќе го отворат затоа што јас сум во стич. Да. И баш ми се допаѓа Ти идејата. благодарам. Баш уникатно. Ти благодарам. Ке видиме. Ќе му се допаѓа на алгоритмот. Нешто слично беше со ова, само чисто колку да видиш боите Добро. и така натаму. И ова е штетна манипулација. би кажал, да. Затоа што носи некаква Погрешна порака. Добро. Да, што може да наштети на поинаков начин врз одредена група на луѓе, претпоставувам. Добро. Ќе се вратам на AI. Фотографии. Јас пак и можам да направам разлика дали е фотографијата од ChatGPT или не е, но како можеме, например, не верувам дека баба ми ќе може да направи разлика. Па може би и некој помлад од баба ми. Има луѓе што едноставно и не можам да ги обвинам, ова е нешто ново, не сме израснале со тоа, окей. Како да направам разлика дали нештото е AI или не е? И во видео и во фотографија. По кои карактеристики можеме да... При тоа, исто ќе напоменам дека јас сум гледала AI видеа, кај што и јас сум била како... Лично, морам ова да го Да. признам, и лично јас имаше едно видео со зајчиња као скокаат на трамболина. Да, јас го имам истото гледано со кутре и мене требаше човек да ми каже дека тоа не е вистина и многу се почувствував Старо, бумер, Ама моменти беше. ама како не се познава. Не знам по што треба јас да видам дека тоа е AI. Како да откриам? Ајде фотографијата, окей. Друга е линијата, се гледа дека малце свети, не е вистинска фотографија, добро. Во ова видео еве во конкретното видео ти со зајците си го гледала, јас сум го гледала со кучињата. Црно-бело видео. Двор, трамболина, куќето влегува, скока на трамболина и јас викам леле колку е сладко. Да, баш исто, ама добро, тоа више не е нешто страшно да речеме од AI што излегува, Може што да смо биде. помислиле, да, тоа сакав да кажам. Може да биде утре, може мене, тебе, било кој да го стават во такво видео што ќе делува 100% вистиното како ти нешто друго правиш. Да, дали е нелегално, дали е неморално, М, така да, така. да, баш на таа тема исто сакав да зборувам прво да ти кажам како можеш од прилика, барем според мене, и баш со колегите од заедницата што сме разговарале како разликуваме што е фейк, односно што е AI или манипулирано, што е реално и автентично. Од фотографии гледаме текстура, значи буквално the devil is in the details, она реченицата, баш тој у овој случај може Во превод ѓаволот е во деталите. да, ѓаволот е во деталите, баш е. Гледаме до значи текстура на кожа, на пример, доколку има човек во фотографијата, гледаме дали има некој повторувачки онака patterns на фотографијата, гледаме светлина, гледаме кај паѓа сенката, дали тоа се совпаѓа со фотката. Да. Исто колегите нека пишат долу во коментар кога генерираат рака на Photoshop, колку прсти има. Раката. Тоа е dead giveaway. Тоа више знаеш дека стане збор за AI. Зошто? AI се уште не може да направи човечка рака. Не знам зошто. Многу е тешко. Значи, дечки, бројте ги прстите. Прстите, ако нема 5, ќе кажав 6? 5? Ако нема 6, Ајде уште еднаш. Ако нема 5 прсти, веројатно е AI. А ако има 6 е черно. сечи. Да, овде ќе има баш сечење, окей. Добро, а видеата? Видеата, некој од нив и јас барем
имам приметено дека се аутофокус, не се секогаш баш фокусирани. Има одредени модифицирани објекти само што се менуваат во позадина најчесто на видеото, не самиот субјект, туку позадината. Добро. Ај уште еднаш како се менува? Па така сега има чаша, сега чашава ја нема. Сега за секунда пак ја има Тоа се чаша. многу детали. Па Како тоа е... Кој би се бавел со тоа? Мислам, ние сме толку научени да гледаме само вака површински, што... нема баш тоа, да. А исто така, ако има луѓе, Мислам, супер ова да го кажеме и луѓето да имаат на ум. За утре у најмала рака, ако некој го злоупотреба, да знае како да се заштити и да докаже дека тоа не е он. Така да супер. затоа и притискаме и како организација, не само како платформа, што поскоро да има закони, заради тоа што сега се уште се видливи со голо око. И браво за тебе за иницијативава и за подкастов, за идејата, заради тоа што стварно сметам дека е потребно луѓе да се едуцираат на овие теми. Ако луѓето знаат како тоа да го откријат, тогаш не секој би бил измамен, излажан, не секој би потпаднал под одредени пропаганди и така натаму, и така натаму. Многу е тоа важно. Исто како, ете, спомнав баш дека доста често се манипулираат слики во бјути индустријата, ама зашто сметам дека тоа е помалку штетно? Пошто веќе 90% од луѓето знаат дека тоа што го гледаат на билборд не е реално и не е вистина. Колку просто рече дека знаат? 90. Добро. Се надевам. Имав еден разговор. И јас кажав дека кога би имала дете во иднина, никогаш не би ставила фотографија од моето дете на социјални мрежи. И најдов на проблем. Не беше проблем, само личноста од другата страна рече дека таа не би имала проблем, дека разбира дека не може се да се става, ама не гледа како тие фотографии би биле злоупотребени. Јас знам дека може да бидат злоупотребени, ама таа тема не ми беше доволно истражена за да можам убаво да објаснам зошто не треба да ставате фотографии од Матеј прва крштевка, прв роден ден, попот и Матеј втор роден ден на одмор и така натаму. И пробав да кажам дека тоа може да се направи фейк пасош, дека може да отиде на eBay, како ама само тоа е too much. Како тоа е премногу, нема шанси тоа да се случи. И на нема шанси тоа да се случи, јас веќе немав. Не ми беше доволно истражена темата за да навлагам понатака во дискусии, само ја прекинав, но чекав да најдам некој што ќе може да го објасни тоа зошто не треба да објавувате фотографии на Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, LinkedIn и што и да е од вашите деца. Апсолутно. Мислам, како пример ќе го земам еден од нашите основни членови Пикапро. Човекот, шаутот до него, буквално не постои на интернет. Заради тоа што е свесен до кој степен може да се злоупотребат тие фотографии. Сега рачунај дека станува збор за некој што има 27 години. Добро. А што со фотографии што би биле од мало дете? Како може да ги злоупотреба? Сега, ова е најгрозоморното нешто што може да ми текне, поготово со AI на Black Market моментално во изобилство има видеа од детска порнографија, да. Ама како? Како ако Силвана го стави Матеј, измислувам имиња, на Facebook, како таа слика би влегла во Black Market во детска порнографија? Како ќе направат AI видео од тоа? Да, не мора да биде ни некој од Македонија, може да биде некој рандом што едноставно има пристап до фотографијата од Матеј. Сега Силвана нема како да го заштити, не знае кој од другата страна на светот и го гледа профилот, поготово ако е отворен. Моментот за пасошите, јас го прочитав тоа, не го истражив исто, моја вина, дека е возможно со фотографија од бебе да се направи фотографија како тоа бебе би изгледало понатака во животот повозрасно и одредени криминални групи да си прават работи по тоа име, по таа фотографија и да му направат проблем понатаму на детето. Да.
постои тоа. Исто како што сега моментално генерираме фотографии, ставаш пример фотографија и му кажуваш на AI софтверот, креирај ми фотографија таква и таква, користејќи го овој лик. И тоа е толку лесно. Тоа е како за минута јас можам да направам фотографија од бебе, како тоа бебе ќе изгледа на 20 години. Апсолутно. И колку е шансата да го погодам? Не е 100% сигурно, Не е 100%. ама не е ни 10. Да, со тоа што имајќи предвид дека дури имаше баш искочија научници од одредена област што кажаа дека TikTok филтер, што збориме за филтер, не збориме ни за вештачка интелигенција, Зборуваме за филтерот што те старе. дека е скоро па перфектно као точен, дека така прво, така ќе изгледам на зошто се бунат? 50 години. Мене ме е фасцинантно зошто кога ќе ги кажам овие информации, кажеме, има одбивност од луѓето што користат социјални мрежи, а не ја знаат оваа тема до крај. Не ја знам ни јас. Ама ти сигурно знаеш повеќе од мене на темата. И сега, например, одредени личности кои ова ќе го слушнат, ќе речат како да е глупости. Ќе ги линкнеме статиите долу во опис. Ама џабе, значи Нема да ги џабе, не знам читаат, нема како да ги до отворат. очигледно живееме во свет каде што ако не ти се случи директно на тебе, додека не ти се случи, ти ќе бидеш како нема врска глупости. Ајде бе, тоа устич се облекла и нешто попова тука врска нема. Тоа мислам дека ни е најголем проблем општо у наше општество, поготово она балканскиот менталитет, од типот на ај сега има кој да се замара, нема ја. Но ако ти сам за себе не се замараш, кој ќе се замара друг за тебе? Ако гледаш дека нешто некоректно, неправилно, противправно се случува, кој друг треба да каже, ако не ти, да тргнеш од самиот себе. Добро, мислам дека ни требаат многу години за да тоа го. Тоа да го постигне. Дали постои конкретна алатка каде што луѓето можат да проверат дали одредена фотографија шири дезинформација, дали е оригинална и така натаму? За дали е оригинална, постојат две што мене лично ми се познати. Едната е сега ќе видам, мислам дека беше Тинај. Само да видам. Да не кажам погрешно, ако случајно ја бараат да можат да ја најдат. Да. Јандекс и TinEye, како што кажав. И како функционира тоа? Можат да двете се устари за да се открие сорсот првично кај се појавила фотографијата на интернет. Која е оригиналната фотографија. И по тоа можеш да видиш која е всушност. Да, исто мислам дека постојат и слични апликации за проверување дали нештото што го пишува на фотографијата или над фотографијата или под е факт или е дезинформација. Исто можат да истражат луѓето и да дојдат до такви апликации. Едната од нив ја користат познати луѓе што се бават со дебата во Америка. Знам дека често Fact checker, тоа ми Да. има искочено на Fact Jubilee, check. мислим дека Да, ама тоа Да. тоа е корисно. Затоа што реално живееме во свет каде што има многу повеќе дезинформации и многу повеќе лаги од колку што луѓето се сочуваат со читање вистина и кликбейтови се викаат оние брзи насловчиња, актуелни за да кликнеш на нив и ти отвараат нешто сосема друго. Да. И со Maze Runner у позадина додека некој ти збори, знаеш, за Со кој во позадина? со Maze Runner, она играта што ја игравме трча или Subway Surfers беше. Subway Surfers можда позната ти е. Знаеш, детенце од тоа графити што црта, Да, трча, знам. собира коинси, со такви видеа у позадина и ти иде морбидни факти за не знам кој тамо. Инсерт јавна разбирам, личност. Да. Уф, тоа е друга тема со новинарство и со објавување на такви информации. Дали ти како фотограф мислиш дека имаш етичка одговорност за какви фотографии споделуваш и дали мислиш дека имаш одговорност како преку таа фотографија може или не може да се шири дезинформација? Апсолутно. Првично фотографиите што ги објавуваме, како што кажав, 100 пати мислам до сега, го спомнав во овој момент, секоја фотографија кажува своја приказна. Доколку оставиме некоја
приказна недокажана, нешто што може да се манипулира, да се шпекулира, што како. Тоа е многу битен момент. И Тука за јавните фаци највеќе јавните личности. Највеќе па ама имало случаи кај што не знам. Некоја јавна личност стои на шанк со некој тип и се сликано, знаеш? Што викаш ти приказна, недоречена, недокажана и читаш 5 различни наслови, на крај спаѓа дека се братучеди. да, апсолутно. А исто така од аспект на со тоа што самите они ќе се заштитат со авторските права. Тие го намалуваат тој момент на кој може и како може да им злоупотреби фотографијата. Така да не само што се заштитуваат самите, туку го заштитуваат општо дали тој што е на фотографијата, дали општото добро. Дали добро те разбрав? Ако твојата фотографија е авторски заштитена, јас како медиум не смеам да ја искористам како ја сакам. Треба се консултирам со тебе и ако добијам одобрение од тебе, да продолжам понатака со користење на... Апсолутно, да. Колку ова го прават реално кај нас? Дали воопшто... Скоро па јасно ич, ми е. да. Добро. Скоро па ич. Зошто? Зошто, како што кажав, поприлично кај нас е малце покомплициран процесот и не секој е информиран. Тоа мислам дека најголемиот проблем. Најголемиот проблем е недостапноста на информациите. Го користам овој подкаст, овој формат и на тимова разговарам со луѓе што работат различни професии. Ти си фотограф, имавме адвокат, спортист, не знам. И заклучокот од сето тоа е дека интернет насилството и не само интернет е синџер. Еден да се трга од тој синџер прави проблем. Така да мислам дека и одговорноста на фотографите е да не дозволуваат нивните лични фотографии што они ги изработуваат да бидат користени за кликбейтови или слични. Не само, како што кажав, само чисто према себе, јас сега да се заштитам за, не знам, од финансиски аспект или од било каков, туку општо за општото добро. Зашто твојата фотографија Придонесеш да во биде... општеството, ако сакаш да придонесеш. Затоа што знаеш ти ако ја објавиш фотографијата, додека јас се објаснам дека тоа не е така, веќе штетата е на некој начин направена. Да, нанесена и тешко можеш после тоа да ја исправиш таа Не, грешка. окей, после ќе речем, ама не било вака сликано, така било дезинформација, ама додека се докажеме, таа лично што е жртва поминува агонија, поминува тежок период, поминува малтретирање, како на интернет, така и во живо, мислам, тоа се тортури кои не треба никој да ги поминува заради вакви работи. Да. Не ви кажал се да не употребам некој несоодветен збор, да, али сакам да напоменам дека лично моментално со таймстемпинг си ги заштитувам моите дела, пошто Преведувај ми. таймстемпинг значи дека постојат одреден вид на апликации или софтвери или платформи што го ја одредуваат автентичноста, оригиналноста на фотографијата. И таа апликација на Google Ги има на Google или се ефтини или се бесплатни. Така да достапни се за сите и со овој начин мислам дека на интернационално ниво си ја заштитуваш колку толку твојата фотографија, не само во Македонија. Бидејќи ти ако одиш тука во регистар и ако си ја заштитиш фотографијата, тоа не значи дека ти имаш авторски права во Америка. Секоја држава си функционира различно, а со овој начин колку толку се е на интернационално ниво, само да најдам како се викаше точно. Да, Proof of Existence е еден вебсайт за ова и следното е Safe Creative. Така можеш да си имаш некаков доказ за автентичноста на твојата фотографија. Ова се корисни информации за оние што сакаат да се бават со твојата професија и да бидат општествено одговорни, ако ме прашуваш. Мислам, со ова се додека не искочи Пикапро, така да... А после тоа сите на Пикапро ќе одиме. Да, апсолутно. Брендат контент се фркава. Добро. За крај би те прашала, ако приметиш дека некој ја користи твојата фотографија во лажен контекст, Знам што се... кој е патот? Што ќе направам? Да. Ама вака сакам да ми објасниш како
На баба ти да ја објасниш. Значи без англицизм. Ќе пробам, извини, стварно. Ја, тетовски. Па сега, не види, Па титовски повеќе прифаќаме, ајде. да, народски кажано, па рече како на баба ми Па да ја да. објасни. Прво ќе почнем, ќе те цитирам тебе, кој ни беше панелист на Go Digital. И ти само кажа, ќе ги тужам. Ќе ги тужам. Ќе ги Кажав идеме на и тужам. Апсолутно, се согласувам. Не само што кажав, туку и сум во постапка. Стварно, Изабела, треба да те земеме за пример, пошто ти не си човек само што збори, ти си човек од акција. Ти ако ништо кажеш, ти тоа го правиш. Тоа многу ми се свие ке тебе. Ти благодарам. Добро, може да продолжиме. Не, Да. стварно, на шала на страна, сметам дека и општо ова е исто дел од тој балкански менталитет што го спомнав малце предходно. Не е тужбата не е губење време на суд. Тужбата е Апсолутно да се е. заштитиш ти за одредено право што тебе ти било прекршено. Ако ти не го направиш тоа, кој ќе го направи? И ако ќутиш и ако ништо не превземеш, Не само тоа. Океј, судовите се преокупирани со традиционални случаи. И овие другиве не ги отвараат. Океј? Ама ако ние константно пријавуваме, ќе влезат во традиционалните. да. Во еден момент ќе речат, премногу има, нешто се случува. А ако ние се кочиме и не го правиме тоа, тогаш дозволуваме да се повторува Апсолутно. такво да дејство. За да има било каква промена, треба да има доволно джева. Да кажем така, народски кажано. Да. Така да, сметам дека сите треба, поготово колеги имам што медиуми им украле фотографии од типот на весници, портали, чуда. Ја превзеле фотографијата и нормално сега за да се заштити авторското право на фотографот, по секоја фотографија треба да пишува кој е автор Да. на делото. Апсолутно не. И не само мои колеги, како што кажав и претходно, лично мое искуство, каде што свесни се кој е сорсот, кој е фотографот, кој е авторот, пак не го именуваат. Ништо не менува да додадеш 3 збора. Автор, име и Разбирам. презиме. Толку. Ама сепак тоа не го практикуваат, бидејќи никој ништо не превзема. Не превзема, Никој ништо не знаат дека превзема. нема никој да Постои направи една ништо. будала Тео што ќе отиде у 3 адвокатски канцеларии за еден ист случај да се распраша, а другите апсолутно не ги интересира и кажа што ќе му правам. И јас си го добив случајот. Така да, се служувам со тебе. Пример дека доколку превземеш нешто, можеби нешто ќе се промени, можеби нешто ќе направиш. Ти благодарам. Јас, за мене беше многу продуктивна оваа наша сесија. Не, вистина, беше продуктивен подкаст, многу работи научив. Си го надополнив знаењето со тебе, ти благодарам. Се надевам дека и оние што ќе го гледаат овој подкаст ќе научат, ќе си отворат некои фијуки во главата и ќе речат: да, имам идеја, супер, фала ви." Прави смисла. Барем еден, двајца да имаме такви, сме завршиле супер работа. Тебе ти посакувам многу успех. Фала ти. Да не се откажеш и да бидеш и ти човек од акција што ќе го доврши тоа што го започнал, затоа што си на супер пат. Фала ти. Извини за англицизмите и за тетовскиот успех. Ќе тоа на друго место ќе го решаваме. Јас сум поборник за да се говори на македонски јазик, делумно затоа што не ви ги разбирам тие сленгови. Ама окей.